Почитувани, добар ден. Гледате Црвена линија. Денеска ќе разговараме за изјава што предизвика болка, бес и разочарување кај многумина. Еврокомесарката за проширувањето Марта Кос, кога требаше да зборува за македонскиот идентитет, го сведе сето тоа на тавче, гравче, погача и полнети пиперки. Да, нашата кујна е дел од културата, но идентитетот не се сервира на чинија. Идентитетот е јазикот што го зборуваме со гордост, историјата што ја негуваме, борбите што со векови ги воделе нашите предци да обстојат и да постоиме. Гоце Делчев, Илинденското востание, Климент Охридски, македонската книжевност, нашата песна, нашиот фолклор. Тоа се символите што ги браневме дури и кога светот не признаваше. Зошто ова е проблем? Затоа што постои двосмисленост во тоа како Европа не гледа. Дали како рамноправен народ или како гастрономски мајстори. Дали некој би го дефинирал францускиот идентитет преку багет и вино, а германскиот преку крвавица и пиво, а словенечкиот преку крајнската кобасица? Не. За нив зборуваме со почит кон нивната државност, историја и јазик. Секој пат кога некој од Запад ќе го потцени нашиот идентитет, тоа не е незнаење, тоа е став. Затоа и ние треба да имаме став. Не смееме да молчиме. Ова не е преосетливо, станува збор за достоинство. Бараме јасни пореки од Европската Унија. Ако сакаат да не примат како еднакви, нека не третираат како готвачи. Нашите аргументи се несоборливи. Јазикот, историјата, правото на самоопределување. Европа не е проблемот е двосмисленоста. Ние сакаме да бидеме дел од Европската Унија, но како македонци, не како кувари. Следуваат многу прашања. Дали изјавата на Марта Кос ве навреди како граѓанин на Македонија? Дали сметате дека е непристојно од европски представник да зборува за тук идентитет без длабоко познавање? Треба ли да има официјално извинување од Марта Кос? Сметате ли дека нашата дипломатија треба поостро да реагира на вакви изјави? Дали, како народ, понекогаш премногу толерираме навреди од странски политичари? Дали ваквите изјави ја намалуваат довербата во Европската Унија? А темата централна во Црвена линија за денес е: дали сме сведени на фолклор и кујна или сме еднакви носители на историја, култура и вредности? Кога сме кај прашањата, задолжително заследете на Инстаграм. Нашиот профил е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Веднаш кликнете по заследувањето на Инстаграм стори и земете активно учество во денешната анкета, како и во секоја наредна. Денес Црвена линија на Инстаграм стори ве прашува дали европретеничката Марта Кос треба да се извини за изјавата. Имате две опции за одговор, едната е да, другата не. Кликнете на полето кој што го содржи вашиот одговор, ќе пресметаме и сумираме во проценти, како и секогаш некаде по рекламите, резултатите од Инстаграм анкетата ќе бидат соопштени. Така да сега е време да ве слушнеме вас во живо. За учество во Црвена линија е доволно да се заврти нашиот број 02307 0005 и на самиот почеток ве замолувам секогаш, особено ако досега не сте имали искуство за вклучување во контактна емисија, верувам ќе имаме многу кои што ќе дебитирате и за прв пат ќе се вклучите во нашата денешна дискусија. Целосно и веднаш намалете го тонот на ТВ приемникот. Тоа е исклучително важно техничко правило од проста причина што за секој еден гледач или гледачка пресметани се и предвидени 90 секунди за едно јавување. Секундите може брзо да се потрошат доколку не го сторите тоа со намалувањето на тонот на ТВ приемникот, да почнете да зборувате, тајмерот да започне да одбројува, а вие не можете да ме слушнете или да имате чувство дека некој друг зборува наместо вас и така натаму. Ете, тоа ве замолувам и време е да ве слушнеме. Дали сме сведени според вас на фолклор и кујна или сме еднакви носители на историја, култура и вредности? Добар ден. Добар ден.
Повелете, ве слушам. Мака, во однос на темата ви е многу добра. Сакам да ја поздравам. Благодарам. И издржана. Еве вака сега. Зашто ние да бараме вината ке Европската унија? Па тој фолклор, тој национализам, кој го започна? Премиерот Христијан Мицкоски. Со рилсови снимање, како неговата куња. Па господјо, не треба да размислува со желудникот, туку треба да се работи. Во Европската унија, луѓето кои работат, нив не ги интересира дали е Гоце Делчев или некој си друг, туку си гледаат едноставно да заработат за да ги прехранат своите деца. А еднаквоста ја покажува на парите. Бидејќи ти на парите не пишува дали се од Гоце Делчев или од Сармит или од Графчето. Мислам, дајте ве молам, побарајте вината кај тие што ни ја сервира оваа порција. А тоа се господарите од ДПМН, што не вратија 10 години назад. И мислам дека ова треба народот да се освети да кажи крај. Затоа што времето истекува, децата си одат и што ќе остане на држава, на пензионери, само да им се даваат паричиња и да зачуваме социјален мир. А кај се лицата со попреченост? Кај се останатите луѓе? Па не бе господјо, јас не осеќам дека имам еднаков третман и не сакам јас такви куински национални сервирани оброци. Ви благодарам. Ви благодариме и ние. Во продолжение, секако пред да продолжиме со оваа дискусија, ќе го погледнеме и прилогот на Тамара Гранчаровска. А потоа, секако продолжуваме со вас. Трите најголеми групи во Европскиот парламент наместо амандман со придавката модерен пред македонски јазик и идентитет се договориле од извештајот за Македонија кој треба да се најде пред европратениците идната недела да се избрише споменувањето на македонскиот јазик и идентитет. Ова на својот Facebook профил го објави бугарскиот европратеник Андреј Ковачев, според кого теми за идентитет и јазик немаат место во извештај за напредок на земја што аплицира за членство во Европската унија. На барање на групата на Европската народна партија, трите најголеми партии во Европскиот парламент, Европските народни партии, социјалдемократите и обновување либерали, синоќа се согласија да ги отстранат од нацрт извештајот за напредокот на Северна Македонија, сите референци за македонски идентитет и македонски јазик. Очекувам дека овој амандман ќе биде поддржан од мнозинството во Европскиот парламент следната недела на пленарна седница. За Ковачев, ваквите теми водат кон неединство и отворат Пандорината кутија, што е потврдено, како што напиша, со постојаните изјави на владеачката партија во Македонија и особено од премиерот Христијан Мицкоски за вековниот идентитет и јазик. Нескриената цел на властите во Македонија беше во пресрет на локалните избори да покажат некаков неверојатен триумф над источниот сосед и со тоа да објаснат зошто би направиле некои козметички измени во нивниот устав и делумно би ги вклучиле бугарите во него. Според него и покрај наведениот притисок и лобирање, таков преседан не треба да биде дел од извештаите на Европскиот парламент или на која било друга европска институција. На одлуката на најголемите групи во Европскиот парламент македонскиот јазик и идентитет да бидат тргнати од извештајот за земјава, реакција стигне од премиерот Мицкоски, според кого тоа се прави на талибански начин, обвинувајќи ја за тоа претходната власт. На талибански начин се бриши македонскиот идентитет и македонскиот јазик од извештајот во Европа. Тоа дочекавме како народ во 21. век. Ете, тоа го дочекавме. Тоа ни го направија Бујар Османи, Димитар Ковачевски, Бојан Маричич и останатите. Според Мицкоски, бришењето на македонскиот јазик и идентитет од извештајот исто толку лошо, како да беше додадена предавката модерен пред нив. Буквално е подеднакво лошо. Но иако ќе се бришат од конечниот извештај, за Мицкоски позитивно во целата работа е што Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент го усвои предлог извештајот за земјава со наведување на македонски јазик и идентитет. Тие во компромисните амандмани усвоени од Комитетот минатата недела се споменуваат во 4 наврати и тоа во контекст на нивно признавање и почитување. Сега продолжуваме со вас. Денес Црвена линија ве прашува дали сме сведени на фолклор и кујна или сме еднакви носители на историја, на култура, на вредности. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас мислам дека они воопшто не рачунат нас за народ. Затоа што они ако не рачунаа за народ, они требаше до сега 1000 пати да не внесат во Европската унија. А
ваа Марта Кос што дојде од Словенија. Она е пион на тие тамо у Брисел што владеат со цела Европа. И на ни е јасно дека постоje Македонија и македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Али они уопште не сакат тоа да го признаат. И си праќат како Марта Кос тука пиончиња што сакат да зборат и да кажуваат за кујните у Македонија, а никако да го спомнат јазикот македонски што се зборе во државата. Значи, они, Марта Кос, Чекиринска, тоа се се пиончиња на Запад, што работат за нив. И они уопште не ги интересира нашиот идентитет и држава, и државност, и ништо. Они стварно сакат само да се униште овај јазик што постоje и вај народ у оваа држава. Ни не ги интересира ништо друго. Благодарам за учеството. Напомена да се намалува тонот на ТВ приемникот, веднаш по вртењето на бројот 02-307-0005. И секако, еве, мерете го времето, тајмерот го објавуваме оние 90 секунди за едно вклучување на екранот, за да можете излагањето, односно вклучувањето да го координирате во однос на времето кое што се одбројува. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Повелете, ве слушаме. Марта Кос не да се извини, 30 пати треба да се извини. И пак нема да биде простено. Тоа да ни е јасно. А ова не сум знаел јас, па ние сме фолклор на куњата. Јас од сега наместо 50 тегли ајвар ќе произведувам 100. Пинџу 20, сега 40. Не знаев дека идентитетот иди преку ајварот. Але тоа е една срамна работа. Гледајте, бе, Тина, и гледајте македонски народи. Што се прави Америка, само ништи држави, само сегде учествува. По диктати и Европска унија. Гледате во возот рокаши, Макрон, овај од Германија и од Италија соправат. Абе, не знам до кај мисла да не толчат. Ако сега овај народ попушти, не велам Мицкоски, ако попушти сега, па Орман нека фатат, се извинувам во наводници, та и Европска унија, та и се. Та и онака до 30 година ќе се распадне. Оти ако беше толку јака, фон дер Лајен не покани Трамп на инаугурација. Што нуди сега Украина што е прима, што сака да е прима во Европска унија? Што нуди? Значи, немојте, доста е игра, бе, народе. Доста е игра. Тоа што ни го направи СДС, промена знаме, име, брез во устав, неуспешен референдум. Што треба поќе да ни направи? Благодарам многу за активното учество и вклучувањето во Црвена линија. Продолжете да не гледате. А ние продолжуваме со вас. Дали сме сведени на фолклор и кујна или сме еднакви носители на историја, култура и вредности? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добро, да не ме слушате мене како велам добар ден повеќе пати, да подсетам дека секако активно учество во оваа денешна дискусија може и преку пишување коментари, нивно споделување и сето тоа е возможно на социјалните медиуми, поточно на Facebook. Кога мислам на Facebook, мислам веднаш да го заследите профилот на Црвена линија, паралелно и профилот на Телма телевизија, бидејќи темите ги објавуваме и на двата профила. Еве како изгледаме таму. Она што ве прашува денес на Facebook Црвена линија, идентитет или мени. Пишувајте коментари, веќе пристигна голем дел, ќе започнеме и со нивно читање меѓу вклучувањето на гледачи. Сега да слушнеме од вас во живо на 02-307-0005. Дали сме според вас сведени на фолклор и кујна или сме народ со своја култура, се разбира вредности и така натаму. Добар ден. Добар ден и поздрав. Поздрав до вас. Македонците денеска не се сведени нити на фолклор, нити на куња. Туку едноставно пазна маската на Мицкоски, кој што се правеше голем јунак, јуначиште, дека и го криеше фактички
додворувањето кон Србија и Русија. Што се случи? Ништо не се случи. Македонскиот идентитет е запазен во Обединетите нации и во Европа. И јазикот е запазен. Со тоа што Мицкоски бараше, лажеше да се направи јунак, да се непотребно во извештајот внесе идентитетот, историски или било каков, да се спомне македонскиот јазик и идентитет, непотребно во содржини кај што немаше потреба да се споменува. Тој е најголемиот лажливец и затоа го доби назад. А македонскиот јазик не е исфрлен, туку едноставно не е запишан во извештајот каде што немаше потреба. Па да не сака Мицкоски да се пишува македонски јазик и во некој филмски студија, не знам, во некој спортски надпревари. Извештајот беше за целокупното работење во Македонија. А тој мангупот, лажгото, Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Подсетувам, внимавајте на тајмерот, времето што е предвидено за едно вклучување, 90 секунди, но секако добре дојдени сте и повторно да го завртите нашиот број. И уште една многу важна напомена, значи колку и да сте изиритирани, гневни, сосема е тоа разбирливо. Јас ве замолувам само да внимаваме во однос на излагањето, односно зборовите кои што ќе ги употребуваме. Сепак Црвена линија се држи до својата етика и култура, така да само изоставете ги вулгарните зборови, навредливи, говорот на омраза и говорот кој што алудира на насилство. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас би се запрашал само едно. Идентитетот на македонскиот народ е зацртан, но она што е народната кујна, сегде има народната кујна. Секој може да се похвали со својата народна кујна. И Марта Кос, она како што е словенка, има своји словенски јадења таму. Него работата е кај нас. Што? Моје мислење е, од една страна, што самите медиуми вараат неверливост спрема народот. И ние се зајадуваме самите меѓу себе. Гледам и ве пратам на телевизија, секој критикува едниот, другиот, третиот, петиот. Него, мене ми е целта, зошто да не се сплотиме ние во едно и да можеме да работиме и да си докажеме кој сме и што сме. Зашто Европа не знае кој сме, што сме. Гледам и пратам зборот, коментари кажуваат Русија, Србија. Ако во времето на 45-та, за време Втората светска војна, не беше таа Русија и дел од Србија, немаше ние ни да бидеме фактички со помош нивна да бидеме слободени. Зошто овие постара генерација луѓе не ја сватат работата да се сплотиме и да бидеме единствени, да можеме да тераме напред. Оно што е виновен, нека се одговара. Спрема законот, како што се кажува. Него институциите и сите други работи треба да се покрет. Ке подсетам на тајмерот, 90 секунди е време трењето и нема да изоставам секако да ви се заблагодарам за учеството, за споделеното со гледачите на Црвена линија. Ке ме подсетам и охрабрам секако и повторно да го завртите нашиот број 0230700005. Ако сакате да се надополните, надоврзете или само да добиете нови 90 секунди, се разбира со цел, ако имате нешто повеќе да кажете. Може тоа, секако секогаш сте добре дојдени сите. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Дали е се во ред? Добар ден. Добар ден. Повелете. Тина. Да, еве, повторно, Може повелете. че сакате да ми исклучите, меѓутоа нема да именувам, гледач, меѓутоа само ќе го запрашам. Кои сите неубави работи за кое владење ми се случи? Реков, промена на име, промена на знаме, влез во устав, неуспешен референдум, давање Кичево, Струга, Долнени Биричство, од тој крај, во кое време сите овие работи се случија? Го прашувам, нека се јави поново. А не да кажува лажно, не дека јас го обожавам толку Мицкоски. Реалноста да ја каже. Ви благодарам.
Благодарам многу за повторното вклучување. Останете и продолжете да не гледате. Секако ќе ве потсетам секогаш кога имате потреба да бидете информирани квалитетно брзо, доволно е да кликнете и на telma.com.mk. Еден од насловите на кој што може да го задржите своето внимание во однос на темата за која што денес зборуваме во Црвена линија е и следниот. Од извештајот за Македонија се вадат македонски јазик и идентитет. А Црвена линија денес ве прашува дали сме сведени на фолклор и кујна или сме еднакви носители на историја, култура и вредности. Добар ден. Добар ден, Пинче. Поздрав, баба Роска. Сала, да си живи и здрава Да и сте тебе ми ја живи те и поздравувам. Сега да кажам прво за овие двајца пред овој човек што зборја, дали се од тие што ги гледавме позади, сабале ги гледавме ова, како ги покажува грбовите по 2 метра широки. Колку се шират грбовите со туѓи пари. Да не се они двајцата од низ, па толку што го напаѓаа Мицковски, како него е срам да не ли гледа што правеа, како правеа, не продаваа државата и сега ќе го напаѓаме Мицковски, они арми. Па нема смисла ова што правде. Сигурно е некој од тие двајцата пред овој човек што збореа. Па, знаеш, немаше да се јаваме изнервираа. Те Мицковски вака, Мицковски онака, а каде е СДСМ да каже? Што напри за 7 години? Ни продаде име, ни продаде држава, ни искрадоа. Каде да излезе и да го каже тоа? Не се јаве по мене да каже. Срамота што искача да зборуват и се не се гледат. Туѓи пари, грбовите по 2 метра широки. Арно, ама нема да вида тај на треќо колено. Благодарам многу за јавувањето и секако ќе потсетам, многу важно. Колку и да сте изиритирани, ве разбираме, гневни. Ве молам само немојте се разбира да употребувате вулгарни зборови, навредливи зборови, нема колнења, ве молам проколнување и така натаму. Сепак сме емисија која што ја следи целата публика, па дури малолетната. А во Црвена линија и како нашата и публика и гледачи го држат нивото, поентираат и се прецизни во своите излагања. Да продолжиме да бидеме пристојни. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Јас јавувам од Централна Европа. Од каде од Централна Европа? Од Централна, има Централна Европа, од тие парламентите на наша Европа. Слушайте, Косово ја познавам добро. Прво, едно говори, друго мисли, трето пишува. И немојте да верувате на личност која ги зборува тие зборови. Гледайте, ние Мицковски прво да го попадиме што најде еден човек Македонија да рече стоп. И затоа, гледайте, не сам за тоа да ние на некој начин да бидеме во Европа. Немојте да дозволиме да не некој вреѓа. Ние македонците сме преку 10 милиона надбор. Тражиме господин Мицковски дека направи референдум да гласаме и ќе биде све добро. Не дозволувајте на Косово од Словенија да ви прави проблеми и мене ми прави проблеми. Јако сам надбор и во таа република сам живеел. Сакам да ви кажам дека тоа не е добро. Немојте да вреѓат, немојте да вреѓат. Женска е под диктовка, под притисок. Благодарам за учеството и за споделеното со гледачите на Црвена линија. Сега малку ќе се префрлиме онаму каде што ќе ве потсетам да пишувате коментари, бидете активни, се разбира да држиме пристојноста и во пишувањето коментари со цел да можеме да ги прочитаме вашите одговори. Така дете, ве замолувам и тука да бидеме пристојни, за да можеме да им предочиме и на гледачите и јавноста кој е вашиот став или одговор на нашето прашање.
На црвена линија на Facebook на нашиот профил прашуваме идентитет или мени. Ако може да покажеме и секако да почнеме со првиот коментар. Дали ќе може да покажеме? Најверојатно добро. Како и да, еве. Продолжуваме односно на прашањето идентитет или мени, еве што напиша госпоѓа Мерита Кули. Вакви лузерски поенти не се дискутираат воопшто. Инаку гастрономијата, посебно автентичната кујна, без никакви интервенции е одлика на една култура и традиција. Па вајде кога патуваат граѓаниве низ светот не јадат во Макдоналдс, туку инсистираат да пробаат локални јадења, подготвени според традиционалната рецептура. Така што стварно доста веќе. Повеќе од пола рецепти се од Персија па преку Ориентот стигнати кон Балканот. Е башка муабет за кој нема логика во 21 век да дискутираме. Затоа да се покаже дигнитет и сен за хумор, наместо како изфрустрирани јадови само да се кука. Да, сите балкански народи, како и цел свет, горди на традиционалната кујна. И тоа е тоа. Корупција, гинат луѓе по патишта, ментална депонија и што се не, за тоа да се реши, да се избориме сите. Ова е се. Благодарам многу за учеството, за коментарот и ако не гледате и понатаму, Мерита Кули, продолжете. Добар ден. Добар ден, молам за реплика. Може. Видите, прво се согласувам со господинот дека сите маки на Македонија станаа во времето на социјалдемократскиот сојуз. Точно е тоа. Но работата е што Мицкоски и неговото ТПМН ја презедува улогата на социјалдемократскиот сојуз. Сите социјалдемократи се префрлија во ВМРО ТПМН. Од многу причина, а најповеќе од Арамилу. Понатака, со голема почит кон рускиот и српскиот народ, кои ни се нас братски народи, не значи сега ние да се посрбуваме како што сака Мицкоски, зашто тој беше и противник и на титоизмот. На титоизмот е противник. Не го затврсти македонскиот идентитет титоистички, не го затврсти. Тој се удвара на србите. Тој е потомок на Јован Бабунски, во тоа е работата. И затоа го спротистави, сакаше да го спротистави извештајот на Европа спротив францускиот договор. Тоа му беше целта, за да настане расправи и Македонија да не влезе во Европа. А Европа ќе се распадне тогаш кога Мицкоски ќе се качи на Хималаите. Благодарам многу за повторното вклучување или како што рековте да реплицирате. Продолжете и да не гледате, продолжете и да пишувате коментари. Добар ден. Добар ден. Повелете. Реплика. Вака сега, господинот кажа дека се случиле многу работи, промена на име, промена на знамење и така натаму. Па јас сакам да го прашам господинот кој аплаудира со пензионерите дека името ќе го врати. Зашто премиерот не направи референдум да го врати името? Тоа е под еден. Под два, јас ги разбирам пензионерите кои седат дома и кои премиерот ги награди со сегашните пари по 7.000 дарки. Но тие, дали се свесни дека цените, лековите поскапија и дали тие сакаат да живеат во земја која ќе бидеме изолирана и која ќе нема никаков просперитет. Ние сме една шака народ, бе, луѓе. Ние сме тие што ги молевме Европа да влеземе. Па извинете, вие сте вработени во Телма. Вие сега едете против правилата на Телма? Не. Се ги почитувате кога сакат да бидете партнери. Европа не го натера Мицкоски да снима рилсови што е неговата куња и што е како е да меша баби и жаби. Те молам, господјо, а ние не сме сопили, не сме ние заостанати во времето. Ние сакаме напред да идеме. Да се движи напред државата, а не да се враќаме назад во 90-тите години кога испокрадува све од оваа држава. И од оваа држава ништо не остана. Затоа ве молам, освестете се, луѓе.
да се обединиме во... Благодарам за повторното, верувам, вклучување и сега конечно го споделивте со гледачите на Црвена линија. Па, почитувани мои, дали сме сведени на фолклор и кујна или сме еднакви носители на историја, култура и вредности? Тоа е оно што ве прашуваме денес во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, убав ден ако сум на линија. На Црвена линија сте повели. Јас ќе го поделам ово во два дела. Првото ќе кажам, значи добра реклама за македонскиот туризам, биејќи нас пред известно време се рекламираше од страна на владата, ќе дојдат повеќе од 1,5 милиони туристи. Па нека го пробаат и градчето, и пинџерот, и погачата, и сето тоа, и да бидат задоволни. Вториот дел ќе го речам вака сега. Дали сме ние носители на историјата, културата и уште, значи, и вредностите? Секако дека сме ние носители на тоа. Тоа во нашата држава, значи, и култура, и историја, и вредностите, сите ние сме ги сториле и ние ќе ги уживаме онака, кажем. Меѓутоа забораваме дека во светската организација на Обединетите нации ние сме запишани како, значи, Северна Република Македонија. Значи, со македонски јазик, македонска култура, историја, нема права и нема можност. Каде е Мицкоски да рече, почитувајте го со Црвена, почитувајте го оно што е запишано во Обединетите нации. Во спротивно нема да дискутирам. Во сето ова што ни се случува, значи, само еден доби, тоа е Мицкоски доби да биде председател на влада и да не мота сите онака како што сака. Не направи гмидаци, гуштери, гувци, што не, а председател на влада е. Благодарам за споделеното со гледачите. Продолжуваме понатаму да видиме кој е вашиот одговор на прашањето дали сме сведени на фолклор и кујна или сме еднакви носители на историја, култура и вредности. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, повелете, ве слушаме. Па големо филозофско прашање, да ти кажам право, кое заслужува некој долг одговор, на кој ќе треба сами да си одговориме на себе си на некои прашања која сакаме да, која се преткаме во историјата и културата, ќе дојдеме во една темница, да ти кажам право. Знаете, кога се поставите некои прашања, што сме ние носители во историјата, сакам да прашам, во поновиот век? Дали ние ги спречивме турците на битката на Марица? Не. Дали ние бевме учесници во првата Балканска војна како македонци посебно? Не. Дали ние учествуваме во нешто друго? Не. Во културата сите македонски дејци што пишувале, на кој јазик ги добиле наградите? На македонски? Не. Глигор Прличев на грчки. Браќите Миладиновци нешто измеѓу словенски, таму руски или како да го наречеме. Но кажете ми, кој пишувал на чисто македонски јазик пред Втората светска војна? Никој. Тогаш, знаете, гледате како се заплеткуваме во некои работи. Но приказката со ова сега што ни се случува, ја мислам да сотргне вниманието на народот од содржината на извештајот, кој е катастрофален за државата, каде што држи обвинување кон актуелната власт за застранување од европскиот пат и тргање подчинување према некои други држави и влијанија кои што се кинеското, руското и унгарското. Благодарам за јавувањето. Еве досега можевте да слушнете палета низа на одговори на прашањето на Црвена линија, а тоа е дали сме сведени на фолклор и кујна или сме еднакви носители на култура, историја и вредности. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види, ја да ти кажам искрено, многу се сомневам во моментално оваа номенклатура на власт што се дека има воопшто некои пропатриотски чувства во себе, него они некако гледаат да прошверцаат оваа држава као демек еве ние сме да нема промена на идентитет, да јазикот просперира во цел свет, и тие работи се само ради тоа да биде што по-безболно, кога ќе дојде денот, демек еве навивачки, ќе речат луѓето ќе гласаме за оваа партија, видите, не прифати промена на идентитета, изборите се ближат.
А иначе вака, јас за таа Европска унија ќе кажам една работа, а тоа е исто како да си некој сигурен чамец, безбеден чамец, некаде во Атлантскиот океан кај Нјуфаундленд, и да го гледаш бродот Титаник како плови, и да го гледаш и да го слушаш оркестарот што свири музика на палубата на бродот, и ти упорно да сакаш да од тој безбеден чамец колку толку да влезеш на бродот Титаник, затоа што е тоа бродот Титаник. Да, ама тој брод Титаник више не е тој гламурозен брод кој крстара по океаните. Тоа е више олупина која ќе се најде на дното на океанот. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за вклучувањето. Останете со нас и ние продолжуваме со нови гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ве слушаме, така? Да, повелете. Не знам, гледачите што се јавуваат, дали се свесни што ни прави Европа нас. Си кажуваат приказни кој како ќе му текни так. Дали Европската унија има тука канцелари или амбасада и некои европски, треба таму да се разговара, таму треба се протестира, треба таму да се реши ова прашање. Не може некој да ни менува нас идентитет, државно имиња. Како ќе му текни, така со граѓаните на Македонија играат. Кој дојди тука, те графче, те пиперчи, те ова, тоа, како може така ти со државник такви изговори да кажува. Значи, некој му дозволува така да се понашаат кај нас. А оди ти во нивната држава таму некој да му кажува така како тие тука нашо ни кажуваат. Значи, никако да се разбудиме од некои работи што ни се дојдоа во одбор, и веќе дома ќе ти влези и што сака ќе ти прави. Значи, треба пред таа канцеларијата, пред таа Европска унија да се протестира таму, да се оди, кој му дозволи така да играат со идентитетот на македонците, да известуваат. А кој се па тие бугарите да ги слушаат нив? Значи, треба еднаш точка да се стави и да се разбуди овој народ ако сака нешто да се постигне нешто. Благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Подсетувам, тајмерот е 90 секунди. Сега одиме и онаму на Facebook. Сега кој уште еднаш ќе подсетам, заследете ги профилите на Црвена линија и на Тилма телевизија, бидејќи Црвена линија ние секојдневно паралелно на двата профила ги споделуваме со следбениците нашите теми за кои што зборуваме секојдневно. Денес, како и на профилот на Црвена линија, така и на профилот на Тилма телевизија, Црвена линија прашува идентитет или мени. Па еве дел од коментарите. Тоше Чабуковски напиша: ако се пишеме бугари, автоматски и пинџурот станува бугарски. Елизабета Василевска напишала, односно му одговара Тоше Чабуковски: Башка, толку ли се пониживме, пинџур ли станавме? А Црвена линија денес прашува дали сме сведени на фолклор и кујна или сме еднакви носители на историја, на култура и вредности. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. На телефон гледачка што прв пат се јавува во вашата емисија. Многу ми е драго и верувам не и последен. Ви сте работена во Мак Петров, главен архивар. Драго ми. Сега вака, Тина, ова све што не негираат. Прво да ти кажам, мојот татко го земаат бугарски војник како младо момче. 3 години. Значи, Македонец служи за бугарска војка и многу други негови другари. Штото окружение раздвоени со мајка ми. После тоа успеваат после 3 години да пребегаат преку Страцин планина. Ми раскажува брат ми кој ми е офицер во пенсија сега. После тоа доаѓа негови другари од селото Полчани, татко ми е роден, братучеди што биле полицајци, да оди во партизани. Али баба ми не го видела 3 години, плачела, не го пуштила. Што се случува? Неговите братучеди ги убиваат во Дебар балистите. По ден-два ги носат мртви во селото Полчани, кој ден денеска има споменик. Додека мојот свекор потекнува од село Долгаец, бугарите за време на Првата светска војна ја колат неговата сопруга во дворот и машкото дете.
Значи пола село заклани. Меѓу другото, син ми оди во село Долгаец, мажот ми е погинат пред 33. Така да знае кај ми е потеклото. И кога влегува во продавница кооперацијата, мермени плочи ги гледа, што е ова, му вика на саланите, па тоа вика споменик имаше Бугари. Големо благодарам, многу ни е драго што еве за прв пат се вклучивте во Црвена линија и како што реков на почетокот, верувам не и последен пат и секојдневно на сите теми ќе бидете активни. Со оглед на времето и едното јавување или секој едно јавување временски изнесува 90 секунди. Еве за госпоѓата да кажеме зошто автоматски прекина линијата. Сега продолжуваме со времето кое што е предвидено да ги погледнеме рекламите. Но останете со нас, по рекламите следуваат и резултатите од Инстаграм анкетата. По рекламите да погледнеме како оние кои што не следат на Инстаграм, заследете не, повторувам, профилите се Црвена линија и секако Телма телевизија, еве како одговорија на денешната наша анкета. Дали европратеничката Марта Кос треба да се извини за изјавата? Со да одговорија 100%, со не 0%. Големо благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Благодарам што редовно не следите, ја креирате Црвена линија и секако редовно ги споделувате вашите ставови, мислења и секако одговори на прашањата. Заследете и telma.com.mk, кликајте на овој сајт, информирајте се квалитетно, брзо и навремено, но и останете со програмата на Телма телевизија. Стандардно следува да се кажеме со Горан Петрески.